Почитувани, технички назначен од министер за внатрешни работи Оливер Спасовски, вчера изврши сериозен упад во системот на Министерството за внатрешни работи и прекршување на законите на Република Македонија. Без никаква постапка и образложение, спротивно на законите, Спасовски демонстрираше политичко насилство врз професионалците во Министерството за внатрешни работи и незаконски разреши петмина началници. Затоа, врз основа на член 48 став 3 од Законот за влада, поднесов тужба до Управниот суд на Република Македонија со предлог за времена мерка. Оливер Спасовски флагрантно ги прекрши законите за внатрешни работи и полиција, со кои се регулира системот на кариера. Во крајно незаконска и нетранспарентна постапка, Оливер Спасовски именуваше нови началници. По направените анализи, утврдив дека неговите решенија се незаконски од повеќе причини. Брзајќи да ги разреши началниците, воопшто не навел на кои места ги прераспоредува, а решенијата воопшто не содржат причини поради кои се врши разрешувањето, значи нема никакво образложение и прв пат гледам решенија без правна полука. Затоа бараме од судот да донесе решение за времена мерка со која се запираат прераспоредувањата на лицата, како и пресуда со која се поништуваат решенијата на техничкиот министер Оливер Спасовски за распоредување. Незаконските распоредувања и разрешувања предизвикуваат опасност за уредно, целосно и безбедно извршување на законските надлежности на Министерството, поради тоа што се разрешени началници и на нивни места поставени други лица во класификацијата регулирана со закон. Вон класификацијата регулирана со закон. Таквото постапување е сторено во услови на зголемени безбедносни ризици поради мигранти од други држави, зголемена фреквенција на луѓе, настани поради празниците, перманентна безбедносна закана од терористички напади и други безбедносни појави. Незаконски разрешените началници веќе поднесоа приговори за срамните решенија на технички назначениот министер до второстепената комисија, пошто ќе следат и тужби од нивна страна. Со својата вчерашна одлука, Оливер Спасовски ја демонстрираше деструктивноста на неговата партија, изготвувајќи решенија за смена на петмина професионалци кои целата своја кариера ја градеа во Министерството. Истовремено, крајно нетранспарентно и спротивно на Законот за внатрешни работи, Оливер Спасовски унапреди 11 лица. Спротивно на системот за кариера во Министерството за внатрешни работи, тие се унапредуваат и по 6 нивоа погоре во кариерата. Законот предвидува да вршеле иста или слична служба доколку има макар и хоризонтално поместување. Во конкретниот случај и тоа е погазано. Без интерен оглас, партиски послушници беа наградени од Оливер Спасовски. Меѓу наградените е и сопругот на актуелната министерка Фросина Ременска, Јовче Ременски, кој како награда доби унапредување за 4 нивоа. Скандалот да биде поголем, Оливер Спасовски унапреди лице кој очекува правосилна пресуда, а со правостепената е осуден на казна затвор од 3 години во предметот шпион и лице кое дисциплински е казнето за учество во тепачка, за што во законска постапка му е одземен и службениот пиштол. Јас ги охрабрувам сите професионалци во Министерството за внатрешни работи да одолеат на заканите на Спасовски и да не подлекнуваат на заканите и притисоците на генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Благодарам.